Уху! Здраво, дечиња! Што сте ми убави денеска? Хајде денеска заедно да се дружиме. Моето име е Славица и јас сум воспитувач од детската градинка Астибо од Штип. Јас сакам многу да раскажувам приказни, но ги раскажувам на еден необичен, поинаков начин. Јас умеам да цртам на каменчиња. Еве ги каменчињата, вие ги знаете како изгледаат во природата. Но јас умеам на нив да цртам и да сликам и со нив да раскажувам интересни приказни, различни од оние кои што вие ги знаете од вашите сликовници. Денес за вас јас ја нацртав приказната за волкот и трите прасиња. Еве ги гледате на сликата трите прасенца, трите братчиња. Првото прасенце мразливко, второто прасенце палавко и третото прасенце твртко. Овде се и нивните три кукички. Кукичка од сламичка, кукичка од дрвца и кукичка од цигли. Забележувате овде на сликата дека е и страшниот и гладен волк. Затоа што се случило со прасенцата и со волкот, јас денес ќе ви раскажам. А вие удобно сместете си се дома и започнуваме да ја раскажуваме приказната. Недалеку од густата шума си живееја три прасенца, три братчиња. Прасенцето мразливко, второто прасенце братче палавко и третото прасенце братче твртко. За да се заштитат од волкот, кој што постојано ги демнел, прасенцата решија да се изградат три кукички. Првото прасенце, како што му е и самото име, мразливко, решило да се направи кукичка од сламичка. Бидејќи самото градење на ваквата кукичка не барало многу труд и работа, па прасенцето мразливко најпрво си ја завршило својата работа. Второто прасенце, прасенцето палавко, решило својата кукичка да си ја изгради од дрвца. Братчето мразливко, бидејќи прв си ја завршило својата работа, отишло кај второто прасенце, што си ја градело кукичката од дрвца, за да го охрабри што побрзо да ја заврши работата, за да можат да си играат заедно. Така и се случило. Прасенцето палавко ја изградило својата кукичка и тие тргнале двајцата да се играат во блиската шумичка. Не само што се играле деца, туку тие и му се подсмевале на третото прасенце, нивното братче, затоа што си градело кукичка од цигли. Градењето на кукичка од цигли барало многу време и труд, па така твртко долго време ја правел и ја градел својата куќа
со многу труд и мака. А братчињата, Палавко и Мрзливко, му се смееле на твртко. Но за жал, нивната радост кратко траела. Од шумата ги стогледал волкот. И тој се стрчал кон нив, а тие веднаш побегнале во своите изградени куќички. Волкот не ги оставил и тој почнал да трча по нив. Најпрвин дошол пред куќичката на Мрзливко, куќичката од слама. Тропнал на вратата. Отвори ми, прасенце! Прасенцето се тресело внатре и ништо не зборувало. Отвори ми ја вратата или ќе морам да влезам на сила. Така и направил волкот. Било деца доволно само еднаш да дувне. И куќичката од сламичка да летне и да се распадне целата. Што ќе прави сега Мрзливко? Каде ќе оди? Почнал да се тресе и почнал право да бега кај своето братче Палавко да се скрие во куќата. А волкот тргнал по него тргнал волкот да го гони. Застанал до куќата на Палавко, се радувал и се надевал дека сега ќе се гости дури со 2 прасенца. Тропнали на оваа врата. Отворете, прасенца! Бегај, волку, бегај, ти си лош! Исплашени одговориле прасенцата. Ке употребам сила, рекол волкот. Така и направил. Дувнал волкот. И куќичката од дрвца целата се распаднала. Леле, што ќе прават сега прасенцата, каде ќе бегаат? Братче, ајде да бегаме. И тие тргнале да бегаат каде, ако не кај нивното братче Твртко во куќичката. А се сеќавате дека му се подсмева. Се скриле во куќата. А волкот не ги оставил, веќе уморен трчал да ги стигне прасенцата до куќичката на Твртко. Веќе бил доста гладен, уморен, но и лут. Дошол до куќата и без размислување веднаш почнал да дува. Ама куќата не се помрднувала. Се изморил волкот. Решил силно да се втурне во неа. Но никако не се помрднувала куќата. Вртел волкот, вртел околу куќата, како сега да влезе внатре. Барал да се послужи со некаква итрина. Гледал волкот, гледал и му текнало. Ке влезам од кај оџакот. Со опашката ке се пуштам низ оџакот
и ќе влезам внатре во кукичката кај прасенцата. Но, деца, прасенцето твртко било многу умно и веднаш го забележало волкот како сака да влезе преку оџакот и се качува на кровот. Прасенцето веднаш запалило оган во огништето. И кога волкот сакал да влезе низ оџакот да се протне, ау! Си ја изгорело пашката. Почнал да вика, ау! Ми изгорел пашката! Ми гори опашката! И побегнал далеку во шумата и веќе никогаш не му текнало да ги бара прасенцата. А прасенцата, мрзливко и палавко деца, ја научија лекцијата, но на потешкиот начин. Затоа, тие веднаш се зафатија да си изградат кукички од цигли како и нивното братче Твртко, за да не може волкот да им ја турне кукичката. Така, дечиња, прасенцата не научија дека не треба да бидат мрзеливи, туку напротив, дека треба да бидат работливи и трудолюбиви. Тие ни покажаа дека работата го краси човекот, а мрзата го гнаси. Се гледаме со следна приказна, а дотогаш довидување, убави дечиња.